Ивица Дуковски го има следното прашање. И вели, дали консумирање на креатин и L-карнитин истовремено е штетно? Ивица, има поврзано со, значи, за креатин и за креатинен суплементот за кој што постојат најмногу научни студии. Најдов научна студија која што зборува за комбинирање на креатин и кофеин, но не најдов за креатин и L-карнитин. Мојата претпоставка е затоа што, да речеме, креатинот функционира на тоа што ги зголемува нивоата на фосфокреатин во телото, во мускулите, и при тоа поголеми количини на АТП, она валута на енергија во телото, која што се произведува, прави да ти имаш повеќе сила за време на тренингот. Тоа не значи дека ти по секоја цена, ако го користиш, ќе се зголемува мускулната маса. Од друга страна, L-карнитинот некако повеќе се користи као топачна маста, иако такво нешто не постои, не препознава науката. L-карнитинот и поврзаноста со топењето на масти повеќе му е во делот дека пиејки го и користејки го, ти ќе повторно ќе имаш повеќе енергија за време на тренинг, што најверојатно ќе ти обезбеди повеќе трошење на калории. Па на таков начин ти можеби при поголем трошок на калории на месечно ниво би намалил повеќе килограми или повеќе масти, али не сам по себе продукт е за топење или за качување на мускулна маса. Бидејќи во научната студија која што ја најдов, која што вели дека доколку комбинираш креатин и кофеин, може да се јават нус ефекти како диареја, вознемиреност, дигестивни проблеми и дехидрација. Најверојатно комбинацијата и на креатин и L-карнитин во исто време сметам дека би предизвикала такво нешто, затоа што тоа е многу од ослободување на многу енергија во телото, од два механизми, два различни начини кои што може да ти предизвикаат вознемиреност, и не ја гледам логиката зошто треба да се форсира нешто и и двата да ги користиш наеднаш. Одлучи, можеби користи го креатинот во денови кога имаш тежински тренези, користи го L-карнитинот во денови кога можеби имаш аеробни тренези, кај што повеќе, нели, кој што ги викаме кардио, трчање, пливање, пешачење, возење точак и така натаму. Затоа, еве, конечен одговор ми е дека не најдов официјална наука за кога двете ги користиш заедно, но претпоставката ми е дека може да има проблем, затоа што креатинот и кофеинот кога се заедно, се создаваат одредени мали проблеми.